баш е кул вака што првите двајца и вајда не знам уште колку немаат никакви презентации и она слайдови. И онака се ливчиња баш анти-интернет и анти-технологија. Додека чекав да започне конференцијата, всушност смислив рефрен за овие 5-10 минути што имам нешто да кажам. Значи, клучната порака што сакам да принесам со мојата презентација, која што се вика другата страна на таймлајнот и некако доаѓа баш како комплетна спротивставеност на ова што Владко го кажа пред малку, е спротив ветрот многу работа и широки ефекти. Ќе се обидам овие работи да ги доловам преку некои искуства од организацијата од која што јас доаѓам, поточно од тој свет, и кога го спремав текстот, мислев како ќе успеам да направам презентација што има врска со активизам и социјални медиуми, кога доаѓам од организација и од средина која што воглавно се бави со хакирање. Меѓутоа, потоа се сетив на нашата најомилена и најчеста дефиниција за тоа што е хакирањето, а тоа е игри во проучување на сложени системи кои што другите луѓе ги земаат здраво за готово. Па некако логично ми дојде потоа да кажам, па да, општеството е еден прилично сложен систем. И активизмот е насочена активност кон нешто да се промени во тоа општество, без разлика дали за добро или за лошо. И според тоа мора тој да биде проучен, нели, систем за да може да се направи некаков ефективен активизам. Следната точка е социјалните медиуми. Некако ми дојде да се потсетам на оригиналната, значи на приказна за слободниот софтвер, имено на првиот статус напишан на тогашниот Facebook, популарниот на времето Usenet или Newsgroup, не знам дали некој овдека користел Usenet. Значи некаде во 1983 година, пред скоро 30 години, тогашниот истражувач на MIT хакер Ричард Сталман напиша статус во кој што објави дека ќе направи комплетно слободен оперативен систем. Сега не успеав да проверам, мислам не се ни потрудив да најдам колку лајкови добил овој статус на Ричард Сталман. Меѓутоа можеме да предискутираме за ефектите што ги има денес, 30 години по неговото започнување. И тие ефекти се, мислам, верувам сите знаете, значени и во однос на технологијата, бидејќи се создадени многу голем број на софтверски производи без кои што интернетот не би постоел денес, онака како што го знаеме. Од аспект на бизнисот се практично слободниот софтвер доминира на сите пазари, осим десктоп оперативните системи. Од аспект на омоќувањето на луѓето и давањето на некакви алатки, слободниот софтвер се расширува на сите места каде што за други системи или за други софтвери е прилично тешко да се дојде, и од аспект на авторските права представуваат звезда водилка за креирањето на средини во кои што споделувањето и соработката цветаат, и мислам дека Википедија и Creative Commons се најдобар пример за тоа. И сега веројатно можеме да се согласиме дека навистина активизмот може да започне со некаква објава. Впрочем, ако сакате да го смените светот, нема ништо лошо во тоа да му кажете на светот дека сака да го смените. И веројатно започнува секогаш со некаков манифест, и Ричард Сталман има напишано еден, и веројатно некакви статуси, текстови и слично, меѓутоа ми се чини дека продолжува во долготрајна макотропна работа, особено спроти воспоставените норми, спроти ветрот на некој начин. Во времето кога Ричард Сталман најавува дека ќе направи комплетно слободен оперативен систем, веќе постои оперативен систем кој што работи сосема добро на компјутерите кои што тогаш постоеле, и верувам дека имало некои луѓе кои што рекле како не бе што ќе ни уште еден оперативен систем. Сега целата приказна ова за слободниот софтвер и за GNU Linux нема да биде комплетна без овој вториот дел од името на оперативниот систем. Linux е дело на Linus Torvalds. Во времето кога е напишан, Linus е само на некој начин уште еден студент на Хелсиншкиот универзитет по информатика. И уште една многу клучна одлика, веројатно, на некоја таква активистичко работење е одењето спроти авторитетот. Тоа токму го прави Linus Torvalds, и уште една анекдота од оваа историја на слободниот софтвер е дека во дебатата која што ја води со тогашниот професор и
водечки авторитет по прашањата за оперативни системи и како тие треба да изгледат и така натаму. Професорот Танебаум, практично неговата работа е дискредитирана од овој виден, нели, професор. Меѓутоа, без разлика на тоа, Линус Торвалдс не застанува, значи продолжува да го работи тоа што го работи неколку месеци подоцна, без многу спиење, со многу работа, многу кодирање, успева да напише кернел кој што може да се употребува и кој што денеска го користиме веројатно во голема мера сите ние, ако не на десктоп компјутери, тогаш на некои од други туриди кои што ги поседуваме. Така што мислам дека ова се за сега двете клучни поенти за тоа што активизмот представува, значи работа спроти очекувањата, спроти тоа што се смета за некоја норма во општеството. И второто, доведување до прашање на тие авторитети кои што исто така може да представуваат нека пречка. Оно што е следен пример во целата историја на развојот на интернет и веројатно најсвеж можеби за повеќето тука е Википедија. И тоа што е многу интересно за Википедија е што токму Ричард Сталман е тој кој што има изјавено дека мисли дека е многу добра идеја да постои некоја слободна енциклопедија која што секој може да ја уредува, но дека за тоа ќе ни бидат потребни најмалку 10 години. И за среќа, тука мислам дека има и луѓе од Википедија на македонски, поздрав. За нешто помалку од 3 години од иницијалната најава дека ќе се прави Википедија, ние добивме енциклопедија која што ја користиме сите секојдневно. И можеби најсвеж пример во целата оваа работа дека после објавата следи многу работа спроти ветрот и со широки ефекти и Wikileaks, верувам сите сте чуле, и на страна од приказните за таблоидите кои што се појавуваат нели за приватните животи на нивните вработени и на страна од тоа дали верувате дали е корисно и полезно тоа што го прават, се повторува истиот тој образец на правење некоја активност што е спроти очекувањата, надвор од начинот на кој што функционираат работите во определениот сектор. Следи многу работа. Верувам дека и за Wikileaks потребно било многу работа да се направат сите тие формулари на поднесување, на безбедно поднесување на документи или не знам обработка на сите податоци што ги имаат и така натаму. И конечно создавање на ефекти кои што се многу пошироки од иницијалната намера или не знам тоа стручно во економија се вика позитивни екстернали. Така што ниту еден од овие проекти, значи, односно сите од овие проекти, всушност создаваат ефекти кои што одат подалеку од тоа што иницијално било замислено од нивните автори. Така што мислам дека е згодно ова патување низ историјата да го завршам со еден пример од Морлок Елои, автор на серија текстови на интернет, меѓу другото на поштенската листа NetTime, кој што вели пишувањето на интернет е бесплатно. Со тоа добивате никаква вредност, секој може да го прави. И ако не заморувате со текстови, ние сме во право, вие не, или сакаме ова да правиме, а не она, ни огубите нашето време. Тоа што е потребно е остварување и исполнување на цели. Мислам дека главната или првата работа што треба да се направи за да го постигнеме тоа е да го спуштиме прозорот со нотификации во минимизација. Фала. Зборувате за историја. Ке може ли некакви проекции за воиднина? Какви платформи може, има проекции се размислува да се нудат што после Facebook, Twitter, Wikipedia, Wikileaks и слично? И уште едно прашање, дали тоа значи дека активизмот и новинарството целосно ќе се префали на интернет? Може да го одговорам прво второто. Значи мислам дека е погрешно да се мисли дека активизмот ќе се префрли на интернет. Затоа што на крајот на криштата интернет е само некоја сцена кај што може да викнете еднаш многу гласно и може да чујат многу луѓе или да не ве чујат, меѓутоа ефектите, мислам, се додека живееме во физичкиот свет, не знам, ефектите тука ги почувствуваме во физичкиот свет, затоа мислам дека нема некоја посебна поента да му се придава некое поголемо значење на интернетот во однос на, да речеме, другите вообичаени или
невообичаени или постари модели на комуникација и на стигнување до јавноста. Иако е полесно, сепак зависи од тоа што е, нели, она што останува за надворот таа мрежа. И сега што е иднината? Искрено се надевам дека Facebook не е иднината. Ми се чини дека сега има неколку проекти кои што целат на тоа да се замени Facebook некако на некој начин. Едниот за жал е прекинат или така некако поради смртта на еден од основачите. Втор тоа е Диаспора. Втор е сега, мислам, најавен дека ќе се развива. Така што се надевам дека ќе успееме да добиеме технологија која што нема да биде контролирана или да зависи од корпорации. Целата суштина на слободниот софтвер е токму тоа да се избегне зависност од една корпорација во работа со компјутерите. Како што се пренесува работата со компјутерите во голема мера на интернет, целта би била да добиеме и такви апликации кои што нема да не прават зависни таму. Јендва, добро. Вака се спомна за Википедија МК, ме интересира колкава е незината, поточно ажурност и посетеност. Што ме погодува искрено кога ќе кликнеш на некој збор и кога ќе идеш на Google и ќе извади на ena.wikipedia наместо на mk.wikipedia, мислам стварно чисто онака, мислам, интересира зашто ја користам често, па да си прашаме сепак. Па не ги знам, значи јас не сум нешто многу вклучен во работата на Википедија на македонски, така што не ги знам деталите за тоа што и како се прави таму. Меѓутоа, ова е одличен пример за тоа дека ако пишувањето на Википедија е определен вид на активизам кој што возможува нашата работа да помогне на други луѓе, и ако Википедија е замислена така да секој може да придонесува, тогаш можеби за секој текст што нема да го најдеш, можеш да напишеш по неколку реченици. Јас сум вклучен во Википедија на македонски јазик. Прашањето е на место, зошто не е ажурно? Не е ажурно заради тоа што толку луѓе се вклучени. Конкретно, македонската Википедија пишуваат отприлика 10 многу активни корисници и околу 50 на така чат-пат уредувања, така што ако се вклучат повеќе луѓе, би биле многу поажурни и многу поверодостојни. Буквално е моментално прилично анархично на Википедија. Секој може да уредува. Мислам, тоа е идејата на енциклопедијата. Затоа е слободна енциклопедија. И сега добрата фонија е тоа што експериментот на вакво функционирање се покажува како многу успешен, особено на англиската Википедија. Ние како македонска Википедија имаме да поработиме уште на случајот, меѓутоа со тек на време ќе биде. Оваа дебата да продолжи за време на паузата и мислам дека Дона треба да се качи сега на сцената. Фала уште еднаш.